нема да биде да се чека некој процес или кога ќе се скенира да може да се лажира дека ќе да однесе до документот, а нема да однесе до конкретната лиценца. Ова може да се преминува секаде. Збориме од доктори до извршители, до нотари, до хотелиери, значи сите аспекти може да се покријат со еден вид на лиценца и добро. Значи за дел од тоа ги влече по автоматизм. Например, по автоматизам влече овластени службени лица во правното лице што аплицира. По автоматизам влече број од централен регистар. Кога се поведе сите, ние дававме допис, испративме до МВР за искористување на порталот услуги по МК за плаќање на казна. За да може, воведовме лани и сандаче. За да ти стигне казната во сандачето, кликнуваш и таму си на порталот, така што можеш да платиш. Поради процесот на имплементација кој што им е договорен многу години претходно, не се возможност да го направат и развиваат посебен мигни систем, ама не им оди баш многу брзо, кој што е паралелен со SafeCity. Ама заради тоа што претходно биле врзани со компанијата што прави SafeCity, не можеа да излезат да им побараат се однесете ни на порталот и мисламе кога ќе заврши проектот од првата фаза, тогаш ќе може да направи. Тоа секојно ова информација што ви ја споделивме. И очекувам дека тогаш ќе го разјаснат како ќе тече процесот поконкретно, што е за очекување дека ќе се подпише, ќе се терат преговори во текот на летото и ќе се подпише посебен договор во рамки на договорот за стабилизација и асоциација кој што ќе треба да се ратификува во собрание, а кој што ќе дефинира како ќе биде кои ќе бидат задачите на двете страни. Од нас се бараше да донесеме измени на Законот за електронски комуникации, ги донесовме, и целиот пакет на закони и подзаконски акти го испративме на одобрување и тој стои таму чека. Предпоставуваме да ги чекаат другиве држави да почнеме со преговори да се ни вратат оценка позитивно и негативно. Тоа ќе вратат, зашто текстот е утврден веќе на влада, веднаш кога иде во собрание на донесување, така што сме во добра кондиција. Добро е што независимо од другите држави, го почнуваме заедно првиот разговор, а после преговорите ги водиме секој сам. И кој како ќе завршува, така ќе подпишува. Затоа што очекувам, например, Србија ги нема донесено закониве, Албанија ги нема донесено, Босна ги нема донесено, Црна Гора само ги нема донесено. Така што можно е да се случи ситуација кога што 2 од 3, 3 од 4 поминат, а другите не поминат. Ама добро е што е секој за себе. Кога ќе се уклучиш на нивната странска мрежа, не треба ништо да правиш. Од тој момент натака си го користиш исто да суме како што е дома. Например, ако дома има пакет лицето со 3 гигабајт интернет, 2 си потрошил во Скопје, кога ќе отидеш во Португалија имаш уште еден да трошиш. Не знам, имаш 100 минути бесплатни, вкупно, другите си ги плакаш, 50 минути си искористил, во домашна мрежа уште 50 може да искористиш во странство. Издавање, проверка и јавно следење на лиценци преку електронски регистари и QR код. Целта е едноставна, секоја лиценца што издава институција да може да се провери брзо, точно, официјално и без непотребни административни пречки. Наместо документ што се носи, фотокопира, препраќа и тешко се проверува, поведуваме модел во кој постои еден официјален електронски запис поврзан со QR код и со електронски регистар кој што покажува точната моментална состојба. Со едно скенирање може да се провери официјалниот статус на лиценцата, дали е важечка, истечена, суспендирана, укината или во поставка. Првиот пилот го имплементиравме веќе во Министерството за дигитална трансформација за сите даватели на квалификувани доверливи услуги со електронски подпис, а барањето се обработува во системот на Министерството. По поднесувањето, системот враќа единствен идентификатор и архивски број на барањето. Тоа значи дека секој предмет добива јасна следливост од моментот на поднесување преку обработката до конечниот одговор. Секој субјект може да го следи својот предмет во своето сандаче на портал. Во моментот, во напредна фаза на развој, кој очекуваме да заврши до крајот на јуни, сме со лиценците на Министерството за економија и труд,